си сваривте елит кафе? На здравие нека ви е. Почнеме. Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во уште една епизода на емисијата Политико, односно уште едно издание на емисијата Политико. Моето име е Саши Ивановски и следните 60 на минути ќе имаме многу интересно интервју со нашиот академик Блаже Ристовски. Многу ви благодарам. Ристовски. Да. Се извинувам поради мојата грешка. Благодарам што прифативте да гостувате во мојата емисија. Со задоволство. Се надевам дека ќе имаме интересен разговор. Зависи од прашањето. Зависи од прашањето. Ова емисија има таков тип каде што немаме тема, можеме да разговараме за се. Да се разговара со еден човек кој што има толку години зад себе действувано и креирано, имате испечатано многу книги, сте минали низ многу периоди во Македонија, сте биле активни во комунизмот, сте биле активен, бевте член на нашата влада, првата влада со нашето самостојување, а и ден денеска творите и креирате. Наистина ќе биде многу тешко за мене да изберам што да ве прашам. Што сакате може да прашате? Јас тука не правам цензура. Па тоа да почнеме биографски. Да почнеме кој е Блаже Ристовски, каде е роден, кога е роден? Тоа јас не знам. Блаже Ристовски е роден 31-та година во селото што веќе речиси воопшто не постои, Герниково. Многу убаво име. Од каде тоа толку убаво име Герниково? Ме потсеќа на Герника во Шпанија. Не, нема врска со Герника. И после моите се преселија во Кавадарци, сум се школувал во Кавадарци, потоа во Прилеп и во Скопје на факултет. А потоа предавав во Љубљанскиот универзитет на филозофскиот факултет, отворив катедра за македонски јазик, првин како лекторат, потоа како предмет за македонски јазик и македонска литература. Предавав на Институтот за ориентални цивилизации во Париз на 2 пати и така натаму. Ви споменавте многу интересен детаљ кога се подготвувавме за емисијата дека во оние бурни времења од Втората светска војна вие сте по некоја случајност сте нашли да бидете на многу мала возраст, на 14 години мислам, сте биле помошник на некој командир на некоја чета таму во селото, така беше или на некој? Не, видите, вие младите не можете да се соживите со тоа време. Вие не можете да го разберете тоа време на нашето ослободување. Тој ентусијазам, тој елан на луѓето. Таа жет за слобода, за национална слобода, по толку разни робства. Јас затоа времето создава околности во кои човек се поставува на конкретни активности. А тоа не е чудно што јас на 13 години бев помошник учител. Не е чудно што на неполни 14 години, немав 14 години, това е 44-та година, ме поставија во 4-ти реон во Кавадарци да бидам некаков раководител таму. Тоа е време кога немаше никакви кадри, кога се правеше власт, кога се правеше држава, а таа држава се правеше многу од самите основи. Ние немавме предпоставки за таа држава претходно подготвени, како што да речеме имаа словенците. Ние затоа и во текот на НОП влеговме без национална програма. Ние сите битки ги водевме така, да речам, на јуриш.
Единствената национална програма што ја имаат македонците, тоа е од 902 година на Македонското научно литературно другарство во Петербург. Тоа е првата и единствена национална програма. Потоа се правеа разни акти повремено, но не и комплетна национална програма. И ние ја поведовме и НОП без да изградиме национална програма. За разлика од нас, словенците, уште во почетокот, по пробаѓањето на Југославија, тие веќе имаа своја национална програма и веднаш ја организираа Ослободилна фронта и таа Ослободилна фронта си дејствуваше како држава. Можеме ли да зборуваме дека тогаш во Македонија се случувало нешто што се случувало и во Хрватска? Имено, во Хрватска имаше држава која што соработуваше со фашистичкиот окупатор, се викаше НДХ. Исто така имавме и во Македонија држава која што беше на некој начин со Бугарија. Немавме ние држава. Бевме како дел од Бугарија, имаше тука сепак. Ви се молам, проштавајте, но немој да ги мешаме тие две работи. Прво треба да имате предвид дека Словенија, Хрватска и Србија има заедничка држава со полна национална автономија. Сите тие три... Пред Втората светска војна. Пред Втората светска, во Кралска Југославија. По 18-та година, по Првата светска војна. Словенците уште тогаш си создадоа универзитет на својот јазик, подоцна во 30-те години почетокот формираа своја академија, издава цела издавачка дејност од книги до списанија, весници и така натаму на словенички јазик. Така што цела култура со своји училишта, на свој јазик, со своји учители, кадри и така натаму. Прашањето ми беше ние сме сосема различни. Тоа е и Хрватска. Тоа е друго прашање што за време на Втората светска војна Павелич во договор со Хитлер ја формира таа независна држава Хрватска под егидата на Хитлеровата идеологија и тоа беше независна држава. Ние бевме под владење на царска Бугарија. Пред тоа бевме на кралска Југославија, како јужносрбијанци. Јас првите одделенија 4 ги учев на српски јазик. Дојдоа бугарите, го наложија бугарскиот јазик. И јас учев 3,5 години бугарски 3, односно 4 прогимназијални класови. И дури потоа, 44-та година, 45-та учебна, се отвори гимназијата во Кавадарци како македонска. Дали имаше братоубиствена војна во Втората светска војна? Дали војуваа меѓу себе македонци кои што беа партизани и македонци кои што беа соработници со бугарите? Видите, не може да се зборува, сметам, особено во овој дел на Македонија, немаше братоубиствена војна, за разлика од сите други краишта, во Србија, Хрватска, Босна и така натаму, каде што имаше крвави последици, се колеа брат со брат. Кај нас такво нешто немаше. Меѓутоа, еден дел од македонците беа вклучени во тие така наречени контрачети бугарски, што се бореа против партизаните. Меѓутоа, дури и тие, еден дел беа соработници на партизаните и после ги ослободија. Први беа уапсени, па после ги ослободија. Така што немаме ние таква појава во Македонија, затоа што ние бевме владеан народ. Затоа ние и словенците единствени во текот на НОП формиравме национални армии. Имаше словенешка армија, како што имаше и македонска војска. Беше ли, господин Ристовски, беше ли народно-ослободителната војна тогаш, дали беше национална војна или беше класна војна? Видите, по своето раководство, таа може да има боја класна. Меѓутоа,